Добро дозволите прво, добре дојде да посекам на потпредседателот на ВМРО ДПМН, господин Александар Николовски. Тој денес во работна посета на Битола, на локалната самоуправа, едноставно да разговараме, да се видиме за она што не очекува во оваа година, за проектите кои ги планира локалната самоуправа. Она што го презентирав и за што разговаравме се обимната програма која ја изготвивме и за оваа година, значи продолжуваме во исто темпо, по мене ударно темпо со кое Битола повторно ќе биде наше поле на работа за добровит секако на граѓаните. Оној континуитет кој го имавме во изминатата година го продолжуваме уште посилно. Во текот кога ги изработувавме проектите во изминатата година, паралелно се работеа проекти за оваа година. Значи преку 65 проекти се веќе готови во вредност, тоа го спомна, веќе од 1 милиарда денари. Али она што конкретно го презентираме, тоа се преку 40 на делот на инфраструктурата ќе започнам 40 на улици кои планираме да се изработат, и тоа најголемиот дел со комплетна инфраструктура. Значи во делот на тој економски развој, тоа е некоја вредност од некои 7,2 милиони евра. Обимна велам активност, освен во делот на инфраструктурата. Едно од поголемите проекти се индустријска улица, која е клучна, можеби, дестинација која ќе биде заобиколница за градот, нова. Потоа продолжуваме со работите на инфраструктурата и на дооформувањето на паркот, површината на паркот. Готово идејното решение и проектот се изработува за противпожарната, зградата за противпожарна заштита. Со прифатилиштето за бездомни животни дел го решаваме проблемот, да граѓаните се веќе сведоци дека полека сигурно имаме веќе склучен договор со оператор, меѓутоа продолжуваат работите со подобрување на временските услови и на изготвувањето, да речем, до оформувањето прво на надворешниот дел, меѓутоа и на самиот објект на самото прифатилиште. Голем проект, велам, кој општина Битола се надевам дека во идните години не веднаш ќе може да го реши проблемот. Идејното решение за спортскиот комплекс го имаме, тоа е голем проект кој кошта многу, за тоа ќе се потребни дополнителни средства, бараме начини, еве се консултираме заедно и со луѓе кои добро ги разбираат финансиите, како ќе оди тој проект. Велам, обимна една програма која нема да запрема на сега бевме веденови на увид на дел од активностите кои се завршени, кои ги изготвивме, дел се уште во доработка, не се дооформени, така да велам, не чека многу работа и почнуваме. Еве, деновиве само да напоменам дека овој период после новогодишните празници ги посетуваме стопанствениците од градот, многу битен елемент, имаме одлична соработка со регионалната стопанска комора. Поддршката наша имаат во секој момент и тоа тие го чествуваат во делот на тој дел на брзината на реализирањето на нивните барања, изготвување на решенија за градба, дозволи за градба, до крајот на негде месец април ќе биде комплетно пуштен ГИС системот и комплетна електронска обработка на сите податоци кои граѓаните ги аплицираат, така да со клик ќе можат многу работи кои досега се чекаа по 2-3 месеци да се решаваат, така да убеден сум, велам, соработката е одлична со стопанството во градот, се запознаваме со сите субјекти кои се тука, со нивните активности, нивните маки кои ги имаат во барањето на едноставно на работна сила која недостасува веќе во градот. Така да, велам, тоа би било накратко се она што го планираме. Обимна е целата програма која планираме. Благодариме.